Здраво на сите гледачи на Преспа ТВ и благодарам за дадената можност да зборуваме за една исклучително важна тема која од година по година се повеќе добива на актуелност. Јас сум Маја Кондовска, дипломиран клинички логопед, сопруга и мајка на едногодишна ќерка. Моето основно образование го завршив во основното училиште Мите Богоевски во Ресен, а средното образование го завршив во медицинското училиште во Битола, Јован Калузи, додека моето високо образование го завршив на медицинскиот факултет во Скопје, смер логопедија. Логопедот е стручно лице кое што се занимава со откривање, дијагностицирање, проучување и отстранување на проблемите поврзани со говорот, јазикот и гласот кај децата и возрастните пациенти. Уште од мали нозе, кај мене тлееше жар за хуманост, еднаквост, желба да им помагам на луѓето и да им покажам и докажам дека учат од нивното обкружување. Корен на новоотворениот логопедски кабинет НЕДА, воедно и прв од ваков тип тука во Ресен, се мојот труд вложен во моето образование, мојата желба, посветеност, истрајност, борба, како и моето 4-годишно работно искуство, поддршката од мојата фамилија, без која мислам дека ништо од ова денес не може да биде реалност, и поддршката од мојата професорка и менторка, професор доктор Мира Јовановска, од која што ги учев тајните на занаето, така да се изразам, а воедно и да ја искористам оваа прилика да им се заблагодарам јавно и да ги поздравам. Нашата професија во последните години е се поповикана да решава проблеми поврзани со говорот. Денес кога современата технологија се повеќе е присутна во нашиот живот, во секој дом, во училиштата, се почесто се среќаваме со деца на кои омилена играчка им се телефоните и таблетите. Денес децата заспиваат многу често со звуци од екрани, а не со раскажани приказни од нивните родители, баби и дедовци и слично. Не седнуваат да јадат на маса додека покрај храната не им биде сервирани телефонот или екранот. Ретко читаат, ретко пишуваат, цртаат, бројат и комуникацијата со родителите им е сведена на едно минимално и основно ниво. Наместо показниот гест да биде претходник на говорот, како што тоа било со генерации наназад, денес тој прст, за жал, служи за пребарување по екрани. Телефоните и таблетите, односно екраните, играат голема улога за патологија во вербалната комуникација, но во денешно време јас забележувам тенденција на уште еден голем фактор, а тоа е како и сите ние своето слободно време го поминуваме пред екраните и несвесно како родители им даваме еден лош пример на нашите деца. Многу често тука во кабинетот, во разговор со родителите, знаам да кажам дека секое дете е уметник, проблем е кога на тој уметник нема да му се посвети правилна и адекватна стимулација и помош во текот на неговото растење. Денес, кога зборуваме за патологија во вербалната комуникација како еден широк поим, веќе не станува збор само за нарушена артикулација, дисторзирани гласови. Туку имаме деца кои што имаат 3 години, а се уште не прозбориле. Деца кои што се асоцијални, не покажуваат никаков интерес да бидат вклучени во социјалните активности на нивното потесно и пошироко семејство. Деца кои што не развиле базични елементарни форми за развој на говорот и јазикот. Што сакам да кажам, дека има деца кои што имаат 2 и 3 години, а се уште не се ни блиско до периодот во кој што очекуваме да проспорат. Ова ни укажува дека навистина се соочуваме со еден голем проблем. Во логопедски кабинет НЕДА нудиме 2 услуги, а тоа се логопедска дијагностика или преглед и логопедски третман или час. Логопедската дијагностика трае од прилика околу 60 на минути, каде го обсервираме детенцето или возрастниот пациент, земаме анамнеза од родителот и детето или возрастниот пациент, се утврдува основата на проблемот, се поставува една дијагноза. Што му тврдиме? Дека пациентот
има одредена потешкотија или одредено отстапување, веднаш ќе го вклучиме во рехабилитацијски третман. После неговото вклучување во тој редовен третман, следи изготвување на почетен план и програма за работа. После подготовката на тој почетен план и програма за работа, имаме рехабилитацијски процес. Многу често родителите или возрастните пациенти знаат да ме прашаат колку ќе трае тој процес. Умеам да кажам дека рехабилитацијскиот процес прво е различен за секој пациент, согласно неговиот проблем и тежината на тој проблем. И тој трае се до целосно излекување или рехабилитирање. Може да трае од неколку месеци до неколку години. Исто така, тука сакам да напоменам дека колку што е важен и потребен логопедот, исто толку важни и потребни се и самите пациенти и нивните родители, доколку станува збор за помало детенце, затоа што логопедот е тој кој што ве учи на техниките за рехабилитирање на говорот. Но пациентот и родителот се тие кои што тие техники треба да ги совладаат преку вежбање и имплементирање во секојдневниот говор. Тргнувајќи од самиот факт дека говорот е најсложената функција на човековиот мозок и дека тој ја добива својата функција само во интеракција, причините за непрозборување или патолошки форми на говорот и јазикот може да бидат многу бројни и најразлични. Дали тоа ќе биде генетика, невролошкиот развој на детето, периодот од зачнување до самиот чин на раѓање и се што се случувало во тој период, развојот на детенцето, односно бебенцето во првите месеци и првата година од животот, која што е клучна и се што се случувало во таа година. Дали детенцето било изложено пред екрани, ако да, колку, каква содржина, на кој јазик, дали слушало на мајчин јазик, колку било стимулирано од нивните родители, баби, дедовци и слично, дали често се разболувало, имало ли воспаление често на ушите и слично. Навремената интервенција во логопедијата е исклучително важна, затоа што колку порано одредиме дека имаме одредено отстапување, толку порано детето или возрастниот пациент ќе биде вклучен во рехабилитацијски третман, а на родителите ќе им бидеме поддршка во текот на целиот тој процес. Многу важно е да напоменам дека мозокот најмногу се развива во текот на тие први години, првите 2, 3, 4 години, и штом ние го фатиме тој период и детенцето или пациентот почнеме да го рехабилитираме, самиот тој процес ќе биде многу побрз и полесен. Во логопедски кабинет НЕДА користиме современи техники и методи за работа. За да ја направиме секоја сесија пријатна, користиме активности кои што се прилагодени спрема потребите на секое дете индивидуално. На нашите пациенти им нудиме стручна помош во областа на повеќе говорно-јазични нарушувања, а најповеќе делуваме во делот на рана интервенција од 0 до 3 години. Стимулираме и развиваме говор кај деца кај кој говорот отпочнал, но сепак доцни во однос на календарската возраст и развојните норми. Нудиме помош при учење, почетно читање и пишување. Рехабилитираме лица со нарушување во флуентноста на говорот, лица со вродено или стекнато оштетување на слухот, опфаќаме деца од спектарот на аутизам или некои елементи на аутизам, како и она по кое ние логопедите сме најпознати, корекција на букви, односно рехабилитација на гласови во нарушена артикулација, зависно од степен и вид, и тоа со помош на артикулациони и масажни сонди, се со цел побрзо и поефективно да стигнеме до посакуваните резултати. Исто така рехабилитираме и лица кои имаат пореметување или изостанок на говорот заради оштетување на мозокот после претрпен мозочен удар и лица по ларингектомија. Со оглед на тоа дека модерното време и модерниот начин на живот ни одземаат данок, а тој данок најскапо ни земаат данок, а тој данок најскапо го плаќаат нашите деца. За жал, мојот совет до сите родители и идни родители е да се погрижат колку може повеќе да поминуваат време со нивните дечиња, многу да зборуваат, да раскажуваат приказни од детството, да читаат книги,
да поминуваат многу време во природа, да го остава детето да биде активно и пргаво. Секогаш кога имаат прилика да го пуштат да оди босо, да трчка, да го научат на некои вештини, како на пример да вози велосипед, да шие, да знае да залепи гума кога ќе се дупне, да одат на риболов и слично. Ајде сите заедно за момент да ги оставиме екраните и да им го вратиме детството на нашите деца. Благодарам.